Прво и најосновен стандард или први најосновен стандард кој што го користиме во него, односно и нашите принципали го користат, е GTN, односно Global Trade Item Number. Значи секој производ кој што ние го добиваме од нашите принципали, од нашите произведувачи, од фабриките, мора да биде означен со GTN number, односно познато е еден код. Во секојдневното работење најмногу имаме пристап, односно користиме баркод 1.13 и 1.8 за различен тип на артикли. Некои артикли се помали и го користат 1.8 код. Што се нашите бенефити од користење на GTN? Затоа што наоѓа широка примена во секојдневното работење. Имаме точна идентификација на производите од точка на потекло, од точка на испорака. Унапредување на управувањето со залихите, значи тука е неминовно дека без баркодот, без ознаката на артиклите, водењето на залихите, посебно на голем број на продукти и на артикли во исто време би било невозможно. Го користиме во нашата фирма за следливост на документи, го користиме за контрола на ресурсите, основните средства и во последно време користиме и за означување на нашите работени, како би можеле секој да си има своја ознака во самата фирма. Ова моментално прекажувам за еднодимenzионален баркод, односно во наредниот слайд ќе ви покажам пример, каде што имаме употреба на неколку артикли наши кои што ги работиме. На првата слика ние представаме артикл кој што има 1.8 баркод и кој што е комерцијално пакување. На втората ние прикажаме 1.13 баркод за тежински артикл, кој што исто така е многу битен, бидејќи без баркод, без пресметување на тежината и без внесување во баркод, не би можеле да направиме брза и лесна испорака. И на четвртата слика ни прикажано 1.13 на картонско пакување. Значи, овие информации се основни информации кои што ние самите ги побаруваме од нашите добавувачи и без кои не се обидуваме ни да запримиме артикл, ниту да направиме дистрибуција понатамошна, затоа што знаеме кои проблеми би настанале доколку нашиот производ не е означен. Претходно најавив дека ние користиме повеќе системи во самото работење, во секојдневното работење. За оваа намена било посочил Warehouse Management системот кој што го користиме и кој што е подесен исклучиво да прима артикли кои што се засновани и означени на баркод и ниеден артикл кој што не е означен нема како да се евидентира во нашиот систем и добива понатамошна употреба. Затоа сме ние, можеме да кажеме, поттикнувачи и поддржувачи на овие GS1 стандарди и еден филтер да нашите добавувачи секогаш го користат означувањето правилно и да обезбедиме една следливост и сигурност во испораќање. Друга примера каде што ние наоѓаме на баркодовите е во адресирање на магазинот. Warehouse Management системот самиот по себе бара една сигурност во адресирањето на нашиот магазин, затоа што кога имаме многу артикли во огромен простор, доколку немаме правилно адресирање на системот, ние би изгубиле следливост и би изгубиле контролата на сите тие артикли каде се наоѓаат во секој момент. За секое палетно место, за секоја пик позиција во нашиот магазин, ние генерираме баркодови кои што ги се означени на самите позиции и кои што баркод скенерите може да ги отчитуваат и во однос на тоа да знаеме дали сме на правилната локација. Секој артикл кога доаѓа на прием, во однос на неговиот баркод, е линкуван на некој од нашите адреси во магазин, кои што се генерираат по одредени правила и секогаш магазинскиот работник не мора да памти ништо, не мора он да донесува некакви одлуки по сопствено убедување, туку точно знае каде треба да го складира тој артикл и каде подоцна кога би се спремала таа роба, од каде да го подигне и каде да го отпреми. Нешто што скоро го воведовме во нашите документи, а тоа е следливост на документите, односно нашите фактури, со воведување на баркод означување, на еднолинijски баркод означување. Тоа е се со цел, затоа што во секојдневното работење се сретнуваме со работа со огромен број на документи и фактури. Знаеме колку е битно сите фактури да бидат уредни, да бидат подпишани, да бидат на место
И во минатото сме се соочувале со предизвик каде е фактурата, дали ја донесел, дали сме ја запримиле, дали сме ја архивирале. Затоа со напредување на самите фактури, односно со додавање на парков, ние направивме овозможивме една подобра следливост преку апликација која што исто така е развиена за оваа намера, да секоја фактура биде заведена во таа апликација претходно, а на денот на приемот на фактурата, односно кога ќе се врати фактурата кај клиентот со потврда дека робата е испорачена, само со скенирање на баркодот од самата фактура, ние веќе, еве со зелено означено, не знам како се гледа, ние веќе сме сигурни дека таа фактура дошла кај нас, сме ја запримиле. Сега дали ние во тој дали од тука ние ќе знаеме точно каде сме ја ставили, ќе зависи само од нас. Меѓутоа ние знаеме дека таа фактура се вратила кај нас и ние сме ја потврдиле и не е воопшто спорно. И одиме архивирање. Претходно најавив дека ги користиме баркодовите и за идентификација на вработени основни средства. Основните средства ни се баркодирани, ги следиме по систем, исто така и вработените, како би можеле да повлекуваме многу побрзо и полесно основни податоци за секој, а не да одиме со пописни листи и да запишуваме основни податоци дали се работи за нашите основни средства или за вработените. Она што би можел да се пофалам кај нас е дека ние секогаш сакаме да напредуваме и да донесеме некои новини пред се во дистрибуцијата и во логистиката, а тоа е дека кога направивме тестирање на електронски CMR, сите што се занимаваат со транспорт знаат која е битноста на тој документ на CMR-от, а во исто време и битноста на информацијата, важноста на информацијата, односно секогаш тој што ја очекува робата да пристигне кај него во магазин, сака да знае каде се наоѓа во тој момент робата и кој е статусот. Со електронскиот CMR воведена е апликација, тестирав моделена апликација, која што е базирана на QR баркод, дводимензионален баркод, кој што се генерира на времето на самиот момент на креирање на испораката, односно спремање на робата за испорака кај нашиот добавач, односно производител. Со самото креирање на тој QR код се означува старт на процесот на испорака на робата, односно се стартува електронскиот CMR. Само да напоменам, класичниот CMR се уште останува, затоа што регулативата си го побарува тоа, но електронскиот CMR го користиме како унапредена можност за следење. Значи, производителот го генерира тој QR код како старт на испораката, а потоа при доаѓање на возилото за утовар на роба кај производителот, магазинскиот работник на производителот заедно со возачот на камионот, преку сканирање на QR кодот го подпишуваат електронскиот CMR и точно се објавува секое време кога робата е превземена. На следната слика имаме пример од старт на испорака до крај на испорака како се движи процесот. Во првата графа е прикажан моментот кога робата се спремила во фабрика и кога дошол и кога е генериран тој QR код. Во вториот, во средниот дел е покажан делот кога транспортерот, односно возачот на камионот кој е утоварил робата, потврдил преку сканирање на QR кодот, го потврдил утоварот на робата и точно пиша во колку часот тој е утоварил робата и кога тргнал. При тоа ние секој дел од процесот ние го следиме како некој што сме заинтересирана странка за да знаеме каде ни е робата, го следиме и знаеме дека веќе робата ни е утоварена и тргната на пат. Кога робата стигнува кај нас во магазин, нашиот колега кој што е задолжен за прием, исто така преку сканирање на QR кодот на самиот доставач, му потврдува дека робата е прибил и со тоа се завршува CMR-от, електронскиот CMR и се подпишува. И сите странки во процесот и самиот производител знае дека робата од кај него се утоварила денес, а стигнала во Нелт, во магазинот на Нелт за еден ден или за 24 или за 48 сати. Значи сите во процесот имаме точна информација кој е времето на транзит на таа роба и каде била и колку време чекала. Оно бе што исто така не можеме да замислиме ние во логистиката да работиме и во нашиот магазин е SSC Serial Shipping Container кодот, кој што го користиме секојдневно и побаруваме од нашите комитенти, односно нашите добавувачи да го користат и да го ведуваат на самите палетни налепници. Го користиме за идентификација на логистичка единица, пакет, палета, можеби камион, збиран некој
некој контейнер, што ни овозможува во магазин, ни овозможува автоматизиран прием на роба во магазинот. Претходно директорката Слагина спомена за некои бројки за заштита, нели, за време, за оптимизација на време, за оптимизација во трошоци, и ние сме ги правеле тие исти нели следење на параметрите и забележуваме дека имаме значително подобрување на ефикасноста на нашите вработени. Наместо да бројат трачно палетата што содржи, да ги бројат сите посебни артикли, да бараат рок, лот, све што е потребно за да се потера нашиот warehouse management систем. Со само со еден клик, со скен на баркод, ги повлекуваме сите балоци и да штедуваме многу време, кое што потоа нели го користиме за да напредиме многу повеќе работи. Исто така треба да се нагласи дека прецизното следење на количини и рокови на робата е од врвно значење, со оглед на тоа што се работи за роба која што може би има краток рок, може би има нели специфика некоја која што на пазарот, кога ќе се пласира на пазарот, е многу битно да знаеме каде сме пласирали и со кој рок. На сликата видовме веќе претходно и неколку примери на паметни налепници, логистички налепници. Во прилогот на сликата прикажувам една која што ние моментално имаме од еден наш добавувач. Прикажани се сите информации кои ние ги користиме: lot number, рок на траење на артиклот, транспортен баркод на артикл, колку картони има на палетата. Значи сите тие информации ги вчитуваме преку вчитување на SSC кодот од оваа палетна логистичка налепница и можам да се похвалам дека моментално генерираме инпут, даваме инпут и нашите локални добавувачи да ги напредуваат своите системи и да генерираат вакви логистички налепници со цел нели сите да имаме еден поголем бенефит од овој стандард кој што стварно наоѓа примена во секојдневното работење. На оваа слика е прикажан процесот на прием и на отпрема на робата која што е означена со SSC, односно со логистичка налепница. Самиот прием кај зона на утовар имаме поедноставена постапка, виушкавистот веднаш ќе скенира логистичката налепница, тој SSC код влева во VMS, во Warehouse Management системот, и таму ние складирам, точно знаеме во однос на складирањето каде ни се наоѓа таа палета и таа роба, а на отпрема исто така знаеме точно која палета сме ја издале и со кој SSC број, со кој рок. Значи, процесот е комплетно затворен од нашиот добавач до испорака кај нашиот комитент. И со тоа сме 100% сигурни каде и во која количини со кој рок заминала робата. Оно што претходно го спомна Славчо е GLN стандард Global Location Number, кој што кај нас наоѓа широка примена во секојдневното работење во еди размената на палатоци. Би се пофалил дека и тука сме можеби во Македонија лидери, заедно со Славчо и со Сигма, и нели го прифативме овој стандард и примената на овој стандард без резерва и се трудиме да го имплементираме во нашето работење со сите комитенти, нели со поголемите комитенти и бараме и од нив да се вклучат во овој процес. Не би го опишувал каков е процесот, пошто Славчо веќе спомена, меѓутоа еве на кратко, значи самите и ние си имаме свој GLN number, секој комитент наш има GLN number. Основниот принцип на кој што се прави нарачувате е GIF-инот, односно баркодот на секој артикл. Значи без GLN number и без баркод овој процес не би функционирал и тука се гледа и нели важноста на новие стандарди во секојдневното работење. Она што како фирма која што се трудиме да бидеме лидери на Балканот, преца на Балканот, нели, секогаш размислуваме што би може да направиме понатаму во иднината, а да не биде нели ова нешто од стандардното работење. Па нашите колеги веќе размислуваат и на опцијата на користење на RFID електронските уреди во секојдневното магазинско работење, со намера да полесно ја управуваме создавиката во магазин, ја зголемиме точноста при следење на робата во самиот магазин и ги олесниме процесот на попис на робата и точноста на пописот на робата. Што представува RFID технологијата за нас, Конел? Тоа е дека ние секоја палета која што ќе влезе кај нас во магазин ја означиле со RFID таг, нели во иднина би барале тоа да биде од нашите добавувачи кога би се стигнала свесноста на тоа ниво, да ние имаме следливост од сам утовар од производство. Значи за почеток веќе имаме некој пилот проект да секоја палета биде означена со RFID читач
и преку дрон, кој што би летал во самиот магазин на денот на попис, во само некои 5 до 10 минути би собрал информација за сите палети, за целата залика која што е најава кај нас во магазин, со точни податоци, со рокови, со артикли, со паркодови, и би имале едно напредување онака во немерливи рамки, затоа што моментално све тоа се прави рачно, се користат луѓе, се користат бивишкари, се оди палета по палета и целиот процес е нормално многу посложен. За крај би прикажал една слика која што е симплифицирана од онаа која што беше на презентацијата на Срѓан, каде што ги прикажавме сите чекори и сите стандарди кои што ние моментално ги користиме во нашето работење. Овие се стандардите, напоменувам, кои што ги користиме ние, за кои што зборев во претходните слайдови. Значи, од нашите производители кои што имаат GLN, кои што користат GLN за да можеме да направиме един размер со нив, за нивните производи користат GTN стандард, за означување на пакетите, GTN SSC, исто така и за палетите, за транспортот меѓународен од производител до нашиот магазин, исто така користиме QR код како што ви пренесам. Магазинот на NELT, исто така NELT е означен со GLN број, односно имаме свој GLN број кој што сме препознатливи во таа електронска размена на податоци. И сега кога нашите клиенти, ние исто така ги користиме овие стандарди преку испораката, дали на пакет, дали на палета или само на комерцијално пакување, и без кои не можеме да замислиме овој процес да функционира, односно во ова модерно време кога бараме испораката да биде многу брза од времето на нарачка и кога побарувањето се зголемуваат, не би можеле да замислиме да работиме нешто рачно или да работиме нешто без да имаме следливост и стандарди. И затоа сметаме дека GS1 стандардите се една основа во секоја дистрибутерска фирма која што се разанимава со овој бизнис за да има успешност во своето работење. Во спротивно се тоа би било многу тешко изводливо. Се потрудив да бидам краток и прецизен и да презентирам она што имаме стварно како практична примена во нашата фирма. Ви благодарам на вниманието и доколку имате некои прашања, ви сум на располагање.